Почитувани, додека СДС беше на власт, Венко Филипче и Зоран Заев, жедни и лакоми за ден повеќе на власт, прифатија и потпишаа бланко бел лист хартија со Бугарија. СДС, Филипче и Заев ветуваа живот за сите со богати граѓани, европско здравство и образование, модерна и просперитетна Македонија, а донесоа само криминал, уништување на се што е македонско и создадоа проблем таму каде што немаше. Откако не исполнија ниту едно ветување, мислеа дека ако потпишат се што ќе ми се даде, ако коленичат и ги гланцаат чевлите на некој европски бюрократ, тоа ќе им донесе победа на избори и така ќе останат на власт. Сега од опозиција, Филипче е надградена верзија на тој владеачки СДС и слепо прифаќа се што доаѓа од Бугарија. Повторно во надеж дека некој друг, а не граѓаните со глас на избори, ќе го донесат на власт. Желбата за власт толку го ослепила Филипче, што не гледа ништо пред себе и се спротивставува на државните интереси и согласене на нови идентитетски остапки и национални предавства. За Филипче нема црвени линии за идентитетот, јазикот, културата, историјата. Тој би ги дал на Бугарија без око да му трепне само за власт. Затоа се претвори во пијун на Радев и вели дека македонскиот национален идентитет не е загрозен од бугарските ултиматуми, кои пак велат дека историјата ни е заедничка, јазикот дијалект на бугарскиот, а македонските револуционери кои се бореле за автономна и независна Македонија, бугари. Филипче, на власт во Македонија не те носат странски држави, туку македонските граѓани со гласање на избори и тие те испраќаат во длабока опозиција на маргините на политичката сцена, каде што и си. Наместо сојуз со туѓи држави и државници, потребна е коалиција со народот за одбрана и заштита на македонскиот национален идентитет. Нема пазарење со македонскиот идентитет. СДС, Филипче и Заев никогаш повеќе.